Поштувани ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и следите Здраво Македонија. И се разбира ќе ве поканам да го проследите и разговорот кој што ни следува во продолжение со Дамјан Николовски, кој што е претседател на Сдруженијето за дислексија, кој што всушност за многу скоро време ќе отвори нов едукативно-терапевски центар Ајнштајн. За што точно се работи, кој се ќе може да ги користи нивните услуги, ќе дознаеме во продолжение. Дамјан, добро утро. Добро утро. Најпрво на гледачите да им објасниме за каков тип на едукативно-терапевски центар се работи и за кои деца ќе биде наменет. Да, вака се работи за едукативен центар, односно дневен центар за дечиња со попреченост, кој што ќе нуди за дечињата индивидуални третмани. Добро, можеме да подобјасниме за каков тип на третмани станува збор и зошто воопшто се роди потребата за ваков тип на центар? Потребата за ваков тип на центар произлезе од сето она мапирање кое што ние како организација го правевме и колку не достигаат ваков тип на услуги за дечињата со попреченост, меѓутоа и она што е наша најтесна специјалност, односно дислексијата и специфичните тешкоти во учењето. Да ги објасниме конкретно третманите, иако се уште сте во фаза на отварање, се уште работите на самиот центар, меѓутоа секој кој што ќе има потреба да дојде кај вас, како директно да ги најде третманите кои што ќе ги нудите? Да, вака, значи нашиот центар ќе нуди дефектолошки логопедски третмани, но секако и третмани за дечињата кои што се соочуваат со дислексија или специфични тешкоти во учењето. Мислам дека е важно да напоменам дека дефектолошките логопедските третмани во нашиот центар ќе бидат бесплатни за жителите на општината Кисела Вода кои што имаат потреба од вакви третмани, затоа што и самиот центар се отвара во соработка со општината Кисела Вода. Да. Пошто вашиот центар се разликува од другите вакви центри во нашата држава, бидејќи Здраво Македонија секогаш ги поддржува сите овие работи и активности кои што ги прават здруженијата, меѓутоа доаѓаме до заклучок дека навистина се повеќе вакви центри се отвораат и пошто ќе се разликува, како што реков. Да, вака, мислам дека нашиот центар се разликува по пристапот кој што го имаме. Значи ние сме организација која што функционира веќе 12 години, која што и претходно нудеше третмани за дечињата со дислексија. Мислам дека пристапот кој што ние го имаме кон работата, односно секогаш почнуваме. Најважна ни е проценката на дечињата, да направиме соодветна и стручна проценка, која што исто така е процес, не се прави, да кажеме, за 40 на минута, туку е исто така процес и врз основ на проценката ние структурираме програмата за секое дете индивидуално. Значи немаме нека унифицирана програма, туку ја изготвуваме за секое детенце посебно според неговите потреби. Да. Дали веќе ви е оформен стручниот тим кој што ќе работи со овие лица или можеме јавно да пуштиме покана или апел до сите оние стручни лица кои што можеби бараат работа и може да се пронедат во вашиот центар? Да, вака, центарот ќе почне со стручен тим кој што е составен од логопед и специјален едукатор и рехабилитатор. Секако и имаме и двајца експерти за дислексија и специфичните тешкоти во учењето кои што ги опфатат тој дел од работата со специфичните тешкоти во учењето, но секако како организација и како центар сме постојано отворени за проширување на тимот, затоа што верувам дека на вистина ќе има голема потреба од сето тоа. Да, значи очекувате дека голем број на лица со потешкоти ќе се јават во вашиот центар, токму затоа ми е следното прашање како родителите може да ве најдат и да го закажат терминот, иако рековме дека на првата половина во март ќе се отвори овој центар. Да, значи центарот се отвара од првата половина на март. Самото отварање на центарот ни е планирано првата недела да понудиме во соработка со општината бесплатни проценки за сите дечиња кои што имаат потреба. Втората недела да бидат бесплатни средби, односно да имаме средби со родителите за да може да се запознаат со центарот и со тимот кој што ќе работи со дечињата. Ние сме постојано достапни на социјалните мрежи, таму се објавени нашите телефони каде што може да се јават, да добијат подетални информации, секако да закажат термин за проценка, понатака да видиме врз основ на таа проценка какви третмани ќе може да се спроведуваат со детенцето. Да, мислам дека не споменавме од која возраст може да бидат лицата кои што ќе доаѓаат во овој центар, од која до која возраст треба да бидат дечињата? Вака, центарот пред се е наменет за дечиња од училишна возраст. Меѓутоа сите оние услуги кои што ќе се нудат поврзани со раниот детски развој ги опфаќа и дечињата кои што се од предшколска возраст. Секако
Во центарот ќе се работи со дечиња од предшколска возраст, но и од школска возраст. Да, мен мислам дека опативме се што е поврзано со центарот, се разбира веднаш штом се отвори екипата на Здрава Македонија повторно ќе биде тука за да ги пренесеме сите оние активности кои што на дневно ниво ќе се случуваат овде и можеби ќе треба да упатиме уште еден апел. Се разбира кој што вие ќе го забележите при самото работење. На самиот крај сакам да ве прашам за Сдруженијето Дислексија Ајнштајн, што е она кое што ќе го го заокружите во 2025 година како главни активности кои што ви одбележаа годината? Да, мислам дека дефинитивно една од главните активности не беше создавањето на овој центар, затоа што идеја која што се градеше веќе неколку години, меѓутоа сега ни се поклопија коцките да можеме конечно тоа да го реализираме. Секако тука би ги напомнал сите оние други проекти кои што ги работиме, кои што наскоро ќе бидат видливи за јавноста. Тоа е првата онлайн академија за специфичните тешкоти во учењето, која што ќе биде достапна за сите оние кои што имаат интерес за овие состојби, но и проектот Skill Compass кој што значи пренасочување на кариерните советници во училиштата, како да ги прилагодат своите програми, како да ги насочат учениците со специфични тешкоти во учењето при избор на нивната понатамошна кариера. Одлично, можам само да заклучам на самиот крај дека во 2026 година ќе имате доста активности и доста често ќе се гледаме во Здрава Македонија. Ве сакам многу успех со сето она кое што го подготвувате и се разбира уште еднаш ќе ги поканиме сите гледачи, сите родители, сите баби, дедовци кои што имаат внучиња или дечиња кои што сметаат дека ќе им биде потребен ваков тип на услуга, да се обратат кај вас. Ве благодарам на посетата.